Ќе разгледаме неколку задачи за 6 деление, кои работи според програмата од Кембридж, а задачите се од обработка на податоци, полесни задачи, односно основно ниво. Задача број 1. На столбестиот диаграм прикажана е процентуална успешноста при решавањето на тематските тестови по математика во учебната година. Пополни го празното место така да добената реченица биде точна. Да погледниме. Тематски тест, значи еден ученик во текот на школската година ги изработил тематските тестови, вкупно 4. Кога постигнал најслаб успех на вториот, односно третиот тематски тест, решил само 30% од предвидените задачи. Што ни барат да видиме? Ученикот најдобро го изработил кој тематски тест? Првиот тематски тест, а најлошо го изработил третиот тематски тест. Задача 2. Крста и Кате спровеле анкета која од трите мобилни мрежи M1, M2 и M3, така скратено се запишани, користат нивните другари. Анкетата ја извршиле на ученици од 5 оделенија од 8 оделение. Добените податоци ги прикажале на столбест со помош на столбест диаграм. Што се бара од нас? Според податоците од диаграмот, дополни ги следните реченици, така да тие бидат вистините, следните искази. Најмногу корисници на мрежата M1 има во оделението. Мрежа, легендата ни помага да видиме кои се овие мрежи. Со бела боја мрежа M1, малце посивкаста мрежа M2, повеќе сивкаста мрежа M3. Беше најмногу корисници на M1 има во кое оделение. M1 најмногу корисници има, овде има и овде во овие две оделенија по 9, во ово оделение има 10, во ова има 8, а најмногу има 11 во 8-1 оделение. Еднаков број корисници на сите три мрежи има во оделението. Еве го тоа, сите мрежи M1, M2 и M3 се еднакво користени, значи во M2. Во оделението 8.4 најмногу се користи мрежата која? 8.4. Најмногу се користи оваа мрежа, а тоа е мрежата M3. Одиме понатаму. Задача 3. Во табелата прикажан е бројот на ученици и омилен наставен предмет. Според податоците од табелата доврши го графиконот. Да погледниме. Имаме табела, наставен предмет, биологија, математика, географија, физика, хемија, број на испитаници, кои најмногу го сакале биологија, биле 95, математика 105, географија 80, физика 65, хемија 45. Ни почнале со математика. Математика имаме 105. Погледнете, ова е бројот 100, овде, односно овде, наредното е 105, па 110, 115, 120. Значи, секоја цртичка ни представува број 5. Да довршиме ние. Еве ни биологија. Биологија, омилен предмет, 95 ученици. 80 е до овде, 85, 90, 95 ученици. Потоа, географија. Географија имаме 80 ученици, за омилен предмет има географија. Еве ми 80, токму беа 80 тие. Физика 65. 60 и ова цртичка 5, 65. И хемија, најмалце омилен предмет е хемија кај учениците, кај тие испитаници, не кај сите. Еве ми 40
и наредната цртичка е 45. Наредна задача. Задача број 4. Александар и Марко направиле мало истражување. Замолиле 75 своји другари и другарки да им одговорат на прашањето колку браќа и сестри имате. Резултатите од ова анкета ги запишале во табела, ги поставиле во табела, со нула се означени оние кои немаат ни браќа ни сестри. Да погледнем табела. Број на браќа и сестри 0, па тие што имаат уште едно братче и сестриче, па 2, па 3, па 4. Со 5 и повеќе немале. Податоците од табелата само малце се извинувам поради ова. Ева, како што нешто погледнеме. Честота или фреквенција. Со 0 е 18, со 1 братче или сестриче 39, со 2 14, со 3 се 3, со 4 се 1. Податоците од табелата прикажи ги на графиконот како што е започнато. Со 0 се 18. И сега малце ова непријатно лошо ке се гледа, поради тоа што е ситна мрежата. Еве ми 15, 16, 17, 18. Треба ни да продолжиме со 2, односно со 1 е 39. Еве ми 39. Тоа е поделок за 40, едно поделу 39. Со 2 браќа или сестрички имаме 14. Еве ми 15 е тоа, едно поделу е 14, тој стол покажува дека имаме 14 кои имаат 2 братчиња или сестричиња, со 3 се 1, 2, 3 и не можев да прикажам со 1, бидејќи се е премногу ситна мрежата. Значи овде би имале еден стол кој ќе офати само 1. Тоа бе задачите. Јас благодарам за вашето внимание. Се вратиме на првобитната положба.